Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва ќе разговарам со писателката Зинка Трендовска. Почитувана Зинка, веднаш да ве прашам, имате многу необично име, ама и необично презиме. Па ајде најпрви и за мене, ама и за гледачите, да ни кажете зошто ви го предложиле, односно ви го избрале токму името Зинка, ама и за презимето Трендовска. Да. Повелете. Моето име и презиме Зинка Трендовска, како што ме најавивте. Сакам да кажам дека потекнувам од македонско семејство, старо македонско семејство, кој што се родени во Штип, во Ново село. Така. Потеклото ми е во Штип, во Ново село. Јас со гордост кажувам дека сум од Ново село. Каде што бил и Гоце Делчев учител. Да, тоа е легендарно Ново село, каде што бил учител Гоце Делчев и еве понатак во текот на разговорот и ќе го кажам тоа, Гоце Делчев му бил учител на дедо ми. Мите Трендов. Интересно. Мите Трендов. Трендов, а после Трендовски станале. Така што Мите Трендов бил учесник и во Балканските војни, после тоа и понатака продолжил со неговата револуционерна дејност, а татко ми е негов син кој што го продолжува неговиот пат и неговото дело. Зинка се вика, моето право име е Лазаринка. Лазаринка, да. Ама ова скратено. Да. Сум се родила во оној период на Лазара во март месец, така ми се вика името Лазаринка, а мојата баба се вика Лоза Трендова. Тоа е била голем комита, револуционер, ке зборуваме за тоа. Наистина, така што она ми го ставила името, без воопшто никој од фамилијата да знае, ме зела и ме однела во црквата Успение на Пресвета Богородица во Ново село. Така што така ме крстила и така се викаме Лазаринка Трендовска. Понатаму, од кога сум се родила така... Така во личната карта како ви стои? Лазаринка Трендовска. Добро. Меѓутоа, во мојата фамилија, многу татко ми учеше техничко училиште како младо момче во Софија на тоа време. После тоа заврши технички факултет во Белград 3 години, четвртата во Скопје. Така што ние бевме навикнати, посебно јас со него, како големи поклоници на музиката, со него ние пеевме арии од опери. Затоа што додека учел техничко во Бугарија, тој често идел со нашите македонци во Бугарија на оперски представи. И многумина не знаат дека во Штип имало опера. Да, првата опера се вика Русалка, првиот диригент е Сергеј се викаше. Така што јас многу проучував, ќе зборуваме за Штип многу и сето тоа, него сега сакам конкретно за името да кажам. Со оглед на тоа што ја и он пеевме многу арии од опери, двајцата, Травијата ја пеевме, пеевме Кармен ја пеевме, многу опери, Севилскиот Бербер, Риголето, многу пеевме со него. И така бев јас навикната на таа оперска музика, дури на 6 години ме однесоа во стариот театар, кој што е сега театар Комедија, да ја гледам, првата опера што ја гледав беше Кармен, каде што Ана Липши играше главна улога. Таа вечер за мене беше маѓија, јас не можев да спијам цела ноќ од толку што бев возбудена и восхитена од сето она што го видов. Татко ми, поради тоа што многу сакаше оперска музика, многу ја сакал Зинка Кунц, оперската пејачка, и од тие причини мене ми го ставил името Зинка и од тогаш сите ме викаат Зинка и како таква ме знаат. Мада Лазаринка бев и во крштеница, и на предавање, и на работа, и така натаму. Многу убаво ни објаснивте и навистина ви е убаво името Зинка, ама и Лазаринка. Да, дури за Лазарица асоцира на лазариците. И баш и за Лазарки, за Лазарица си го славам тој ден. Традиција, ја имам песна напишана на Лазарици. Или како што викаат Лазарките кај нас. Лазарки. Веќе кажавме дека сте од Источна Македонија, поточно од Штип. Родени сте во Штип. Ајде малку за Штип, за Ново село кажавме нешто. Ама за Штип колку и да кажеме ќе биде малку. Ама сепак обидете се издвоите нешто. Од ваш агол, како вие го гледате Штип? Некогаш Штип, сега? Некогаш и сега.
Да ви кажам, Штип мене ми е во срцето. Дури еден ден помислувам и да се вратам во Штип, наискрено, затоа што многу ми значи. Прво и прво, да кажам само за Ново село, ние имавме еден голем чардак на крајот од Ново село. Тој се сеќавам како детенце, многу го се сеќавам, каде што живеевме и после тоа моите се преселија во Скопје и дојдовме уште како мала. Така што целото Ново село, сите оние комши што ни беа тука во близината, сите фамилија Чепреганови, Панче Караѓозов, многу близок беше со моите родители, докторот Панче Караѓозов и неговата фамилија. Така што Ново село си го чувствувам како мое. Дури имаше случај кога земав и група на поети, на писатели кои што беа заинтересирани за Штип и јас самоиницијативно организирав да ги однесам во Штип. Беа многу задоволни, тоа бе група писатели, поети, ги однесов прво во Ново село, ги однесов во црквата Успение на Пресвета Богородица, кај што јас сум крстена и која што многу си ја сакам. После тоа ги однесов во Штип во црквата Свети Спас, ги однесов во... Сакав да ги носам на Исарот, меѓутоа временските услови не го дозволуваат тоа, така што и Централната црква Свети Никола ги однесов и таму, а претходно се договорив со свештените лица, има таму галерија на икони, што е стара со векови, да ја посетиме. Тоа е на горниот дел од црквата и беа многу задоволни. Понатаму се договорив со кустосот на музеот во Штип да го отвориме, да ги видат восочните фигури на сите наши херои, македонски, Гоце Делчев ја видоа фигурата, Тодор Александров, многу од сите тие восочни фигури дојдени. Така што за Штип има многу големи спомени кои што ме врзуваат и целокупната моја роднина речи си е во Штип. Интересно е тоа што кога дојдовме ние во Скопје, сите роднини од Штип, кои што имаше, сите доаѓаа кај нас на гости. Татко ми уживаше да дојдат, да ги нареди, многу се зборуваше, духовито, беа многу духовити, многу песнопојци, беа прекрасни луѓе и така баш сега скоро еден ми рече, вика, кај вас дома беше мал Штип. Така што беше дојден цел Штип. И Штип го сакам од причина што прво е прекрасен град, гледам, драго ми е што сега со градоначалникот многу се гради, еве слушам и сето тоа. Го сакам од причина што поголемиот дел од животот, независно што живеевме во Скопје, секој лето, за викенди, за било кои слободни денови, ние одевме кај нашите најблиски роднини во Штип. Го сакам затоа што има една богата историја која што ја проучував долго време кога почнав да ги пишувам книгите, Штип низ вековите. Така што ги поминав сите цркви кои што се во Штип. После тоа поминав на Исарот, кај што се исто другите три цркви. Има многу излетнички места, тоа е многу гостопримлив народ, многу љубезен народ, луѓе кои што секогаш со песни и со музика ќе те пречекаат, не случајно и го организираат тогаш Макфест, баш сум информирана за тој фестивал што дојдо и од бившите ју простори, многу пејачи гостува и сето тоа, така што за Штип можам све најдобро да кажам и најубави спомени ме врзуваат. Повеќе не отколку во Скопје. Така, едно подпрашање. Колку сега одите во Штип? Често, ретко? Па би рекла нечесто. Ретко, некако помислувам да одам, меѓутоа све некои обврски ме спречуваат едно друго, се слушам, телефонски се слушам со сите мои роднини таму, мои пријатели, посебно сега пред неколку дена оној поп Методи што беше презвитер свештеник во Штип, тој е многу близок роднина на мајка ми, јас го памтам по неговите беседи, по неговите молитви и ова неговите синови се сите тие, неговиот гроб е баш во дворот на црквата Свети Никола, така што баш сум задоена од штипјани со она револуционерна патриотска свест која што ја имаат. Пред малку рековте дека сакате и да живеете во Штип. Да. И можеби затоа не одите често во Штип, зашто ви е срав дека таму и ќе останете. Малку се пошегуваме. Вие имате дипломирано на економскиот факултет во Скопје. Да. Значи сте дипломиран економист. Ајде малку и за тоа да проговориме од каде таа љубов кон економијата, бидејќи сте писателка, пишувате, ама има и други писатели економисти и малку за економскиот факултет овде во Скопје, за вашата професија како економист и за тој спој на економијата и поезијата.
Ајде, вака едно покомплексно прашање. Да, покомплексно прашање. Да ви кажам, додека бев во осмолетка, јас пишував, почнав да пишувам и желбата ми беше да одам на филозофски факултет книжевност да учам. Меѓутоа, тој период кога ја завршив, кога матурирав, побарав во Скопје имаше само југословенска книжевност, а јас сакав светска книжевност, покрај македонската. Да, немаше компаративна книжевност. Да. И на тие млади години јас отидов во Белград во студентскиот дом Вејко Влаковиќ, сакав да прашам и да проверам за упис за светска книжевност. Меѓутоа сплетна околности едно друго и после моите родители ме седна и ми рекоа пишувај си ти, никој нема да ти пречи, заврши економски факултет и пишувај. Имај си занает, професија. Да, а ова никој не ти пречи. Ова ти е хоби. Да. И така почнав, се запишав на економски факултет. Работев долго години во странски компании, што многу ми помогна за моето напредување, за мојот напредок во компаниите. Например, работев во British American Tobacco, компанија што беше за цигари. Так. Седиштето беше позната фирма. Да, седиштето во Хамбург. После тоа работев во Космофон. Тоа беше грчката компанија која што прво почна. Таму бев првиот книговодител и со уште една колешка заедно го основавме книговодството во Космофон. Се работеше завршни пресметки бев шеф на сметководство 10 години, се работеа завршните пресметки според меѓународни сметководствени стандарди, според нашето книговодство и според US GAAP американско. Тоа беше голем труд, голема работа, мислам, и меѓутоа да ви кажам, она што го работев, бев така ми стои во едно досие мој експерт за даноци. Бев одговорна за даночната политика, најосетливата работа, така што целиот работен век ми помина со инспектори од УЈП. Дори кога си заминував од таму им викам на колегите, овој шифониер е све со моите записници со инспекторите. Ако случајно нешто ми се случи, чоколади носите ми, да ме видите. И така што тоа ми помогна во некои содржини што ги пишував. Мислам дека сите книги што ги работиме, сите имаме нешто биографско во нив ветнато. Дека не е само чиста измишлјотина, измислено и сето тоа. Така што во неколку од моите книги, кога зборував во прозата за ликови, поедини ликови, јас ги ставав дека работат во книговодство и некои шеми, некои теми од книговодствената сфера ја ги вклучив во самите книги како нивна работа и тоа ми помогна, го проширив тој дел за работа, покрај да не зборувам за поезијата, која што е многу сакав и така. Убаво не воведовте и во тој дел од вашиот живот. Професионално сте се занимавале со економијата, со бројките, како што рековте, сте имале непосредни контакти и со даноците, и со инспекторите, инспекциите, бидејќи за жал кај нас малкумина сакаат да плаќаат, односно многумина не сакаат да плаќаат даноци. Се измислуваат 1001 начин само да не се платат даноците и затоа се воведува и електронско, банкарско плаќање, да се одбегне готовинското, но како и да е, не би било едноставно, не би било лесно, ама сепак, како што рекли вашите родители, вие сте имале можност покрај работењето како економист и да пишувате. И својата литературна афирмација ја достигнувате, како што велите вие во вашата биографија, во подоцнежните години. А уште од раното детство сте покажале интересирање кон литературата и литературното творештво. И да ви кажам веднаш, не сте осамени, не сте единствени, многумина почнуваат да пишуваат во тие подоснежни, да не речам пензионерски денови, години, кога имаат повеќе време да се посветат на себе си, на својот личен, приватен живот, другаруваат со внуците, внуките, но исто така и со нивните дарби за пеење, за пишување и слично. Ајде малку за вашиот влез во литературата, бидејќи вие сте и автор со повеќе објавени книги. Па како започнавте? Да ви кажам, во четврто одделение, јас во Смолетка и во гимназија, од секогаш покажував
склоност кон книжевност, кон литературата, затоа и се спремав за тоа да одам како што почнав да зборувам. Да. Во 4-то одделение добив награда, имаше во основното училиште Коле Неделковски завршив, имаше награда за детска поезија. И јас таа песна и до ден денес ја имам во глава, се викаше Снегулки и добив награда. И тоа баш ми израдува и ме потикна да почнам повеќе околу тоа да размислувам и да пишувам. После тоа мојата баба ми ги читаше, ми ги рецитираше сите стари македонски народни песни, баба Лоза, така што јас тогаш во 5-то одделение сите ги имав напишано и ги дадов во нашето училиште. За тоа добив награда и добив подарок зборник на Миладиновци, тогаш тој период. После тоа, кога завршив матура, јас, мислејќи дека ќе учам, и без да мислам, од причина што бев заинтересирана, сакав литература и сето тоа, многу читав и како дете, та горе го читав многу често. Градинар во гимназија, Седин го сакав многу, македонските поети исто многу си ги сакав, посебно, еве и тоа да напоменам, татко ми беше добар пријател со Ацо Шопов и еднаш и кај него ме однесе. Така. Да, така што тие ми останале спомени. И Ацо Шопов беше од Штип. Да, ми останале сите тие спомени. И кога почнав, кога матурирав, имаше литературен клуб Кочорацин. Тој се наоѓа во домот на крадежните работници, кој што сега стана Кочорацин, дом на културата Кочорацин. Таму имаше литературен клуб и веднаш се запишав и учествував со мои песни на тие литературни средби и затоа ја донесов и оваа книга да ја покажам. Ова е првата книга која што ја издаде литературниот клуб Кочорацин во тоа време. Еве како изгледа книга објавена да видам само во која година, 1972 година. Да. Изгледа на вистина солидно со една убава илустрација, сега малку старински, нели? Овдека со две бои, односно три со белата позадина, за разлика од овие силни колори кои што сега ги правиме, да. Се прават. Дури тука сакав да ви кажам, во тој период имав можност да се сретнам со многу писатели. Тоа беше почетниот период. Тогаш го запознав таму Санде Стојчевски, Алдо Климан, после Димитровски, Љупчо Димитровски, Куќа што молчи, мислам, така се викаше книгата. Него после Науме Радичевски имаше еден, Јадранка Ристич беше таму исто. Подоцна Владова, и двајцата беа професори, и Науме Радичевски, и Јадранка на филолошкиот факултет. Стево Симовски, што се Симски се вика, тука го има дека и во издавачкиот одбор Стево Симовски. Така што многу убави, прекрасни литературни средби имавме таму, и тие некако и еден Киро Герасимовски, што мислам дека беше новинар. Од Кочани. Да, од Кочани, новинар. Киро Герасимов, да. Да, така што со нив средбите ми оставале секогаш во многу убаво сеќавање и понатака се среќававме. Меѓутоа јас веќе почнав длабоко да навлегувам во економскиот факултет и сето тоа, а после како почнав да пишувам, дојдоа во нашата фамилија, во моето семејство дојдоа од телевизија Ирис, новинари со екран, со целата нивна опрема и го снимаа татко ми, го снимаа татко ми за емисија на телевизија Ирис за стари штипјани. И он пишуваше, објаснуваше едно друго и тоа ми даде идеја, па дај викам чекај јас да напишам за неговиот живот, кога они го викаат, земав литература, земав комплетно, направив едно целосно истражување на Штип. Морам да кажам дека голема поддршка ми дадоа од музејот во Штип, добив многу прекрасна литература, беше еден господин, не знам дали е веќе жив, Ванчо Јосифов, кој што ми ги даде многу работи кои што јас можев да ги употребам во книгата, многу историски значајни моменти. И така произлезе оваа книга. Зборувам за таа книга. Да, и така почнав јас. Книгата со наслов Трајко Трендовски монографија за вашиот татко. Да. Сега кога почнав да ја пишувам, еве го и стариот Штип, корицата е од стариот Штип, тоа е Ново село. Тука е куќата на Чепреганов, докторот, после на доктор Караѓозов Панче, тука куќата во тој ред. Клјусев беше на друго место, не беше тука, не беше во овој дел од Ново село. И така, мислам, тогаш. Клјусев има потекло Ново село? Клјусев не. Затоа ви велам, не е од тука, овие се новоселците. Соколовски докторот што беше, он бараше да ја види книгата. И Славчо Стоименски исто, негов хирургот е од таа фамилија, штипската фамилија. Еве, веднаш да кажам дека
во оваа книга, што е поделена во неколку, поточно во 3 глави, имате текстови за генеалогијата во однос на фамилијата, за животот во Новосело, за детските денови на Трајко Трендов, за вклучувањето во напредното комунистичко движење, за разгорувањето на револуционерната активност, за изградбата на новата република и така натаму, навистина полезни информации и материјали сте опфатиле во оваа монографија. А во вашата биографија велите, љубовта и почитта кон својата мајка ја изразив со објавувањето на книгата Православната жена. Книгата е објавена во 2019 година. Всушност, оваа книга, како што велите вие, представува архетип за македонската жена во современото општество. Истата година, значи 2019 година, ја објавувате уште 2 други збирки, песни, поетски книги, Духовен бунар и Бескрајност. Да. Ајде малку за овие книги да ни кажете нешто. Само нешто би сакала да ве замолам, да кажам нешто во врска, еден мал детај за оваа книга. Кога се градеше војната болница, пошто татко ми како градеше инженер беше одговорен за изградбата на новата војна болница. Старата беше во автокоманда и за новата војна болница, што сега се вика 8 септември. Во Карпуш. Да. Сега, он беше одговорен за комплетно за целата изградба на болницата и за све што е потребно во детали. И тоа го имам пишано во книгата и документирано со слики. Доаѓа во организација на болницата, доаѓа се на посета генерал Љубичич од Српската република. Да, Никола Љубичич, има слики со него. И тој со неговите офицери, подофицери, сето тоа и вели, оваа болница припада народу српскog, припада српском народу. Да. И се изнервирал татко ми, а голем беше патриот. И вика, сите наши обесиле, носеви кјутат. Да. И јас вика удрив со рака на масата и реков на народот, на овој народ му треба болница. А ова е болница армии, он рекол. Так. А он рекол, па и нашиот народ е армија. На овој народ му треба болница и не може македонскиот народ. И македонскиот не народ. Српскиот, југословенскиот. Да. Нашиот народ му треба болница и нашиот народ е армија, целиот наш народ. И он објаснува, тој на телевизија го кажуваше, пожутел ово и направил некоја гримаса, им дал мимика на неговите офицери и сите си отишле. И он беше толку горд и среќен што е спасил болницата и што си остана на собственост на Република Македонија. Так. Да, и тоа мислам би сакала и најинтересно ми е кога ќе одеше во, само и тоа да ви кажам, било кај ќе одеше на водно го однесовме, она љубов кон професијата, кон работата, кон изградбата. Да. Воа ја го правеше, воа ја го правеше. Градежништвото, так. Да, ето. Ајде се малку за тие 3 книги што ги објавивте. Овие 2 книги посветени поединечно на мајката. Да, разбирам. Овие книги поединечно ги напишав за татко ми, за мајка ми, затоа што им се различни животните патишта. Он е за револуцијата, она потекнува од старо грнчарско семејство. Нејзиниот татко бил познат грнчар во Штип, дедо ми Петре, од неговиот прадедо Јосиф, дури сега од библиотеката ми прати и слика од Јосиф што нашле од грнчарскиот занет со ѓумците, со грнците и сето тоа, така што тука се опишува целокупниот нивни живот во тој период на фамилија, мајка ми потекнува од фамилија Ефремови. И целокупниот живот од фамилијата Ефремови во воено време, во поново време, мојот дедо, баба. Убав е насловот. Православната жена. Знаете зашто го ставив така насловот? Затоа што ви велам, потекнувам од македонско семејство, револуционерно семејство, каде што многу се почитуваа вредностите и многу ни беше всадено она дека треба да си ја сакаме земјата, се што ќе правиме да правиме за нас и за нашата фамилија и земјата. Во нашата фамилија редовно, ова го ставив исто, затоа што редовно се славеа православните празници. Во духот на старите традиции, Бадник, Божик, Свети Трифун беше на татко ми празник, јас го земав тој како го наследив како име на мојата фамилија, како именен.
и прочка, сите македонски празници тука се опишани во детали како се прославувале во нашата фамилија, како се прославувале во Штип и секогаш се зборуваше за православието. Баба Милоза ме носеше мене на 6 години во црква. И вие продолжувате? И само да ви кажам нешто секунда, во оваа книга е дадено од причина што сите ги истражував семејното стебло на фамилијата. Стебло, така. Да. Да, ова е од фамилијата Ефремови, семејно стебло. Јас малку ве забрзувам, бидејќи нашата емисија за жал трае само 45 минути, јас водам сметка да ги опатиме сите. Следната книга е Духовен бунар. Насловот е многу кореспондира со претходниот наслов, Православна жена. Следната книга ви е насловена Духовен бунар. Да. Кога почнав со поезијата, да ви кажам, ја чувствував како некои патишта кои треба да ги изодам. Дури таква песна има, можам ли да ги изедам, јас и моите очекувања. Так. И така продолжив. Патиштата мои исто е таа песна. Ја чувствувам, зборувам што за мене представува поезијата, дека ја чувствувам, дека е таа дел од мене, дека нешто што произлегува длабоко од моите размисли и сето тоа, така што во тој поглед така се и Добро, вие објавувате две книги со сличен, со сроден наслов, да. Патишта и Патиштата мои. Да. И во двете книги пишувате поезија, пишувате песни. Дали се тоа песни по кои што вие го барате патот или го бележите патот, го вековечувате изминатиот пат, или едното и другото? Во првата го барам, во втората го наоѓате. Затоа и велам Патиштата мои. Значи сум стигнала со моето веќе сте ги нашле. Да. Сега, објавувате и книга Бескрајност. Бескрајност. Значи, патувате, пешачите се упатувате и кон бескрајност. Да. А во следната 2020 година ги објавувате книгите со поезија Безгранично пространство, да. Признавам, Копнежи и Премрежија, да. Што е книга со раскази и есеи. Да. Значи, по поезијата вие зачекорувате и во прозата, односно пишувате и раскази и есеи. Ајде малку и за тој премин. Како и зошто се одлучивте малку да повеќе подлабоко да избегате да. од поезијата, условно да избегате, малку да отидете и во друга сфера? Па прво, поезијата ми е многу блиска. Во момент на исчекување пишувам она што едноставно го чувствувам. Имаше некое, се сеќавам, некоја српска беше тематика, пишуваше шта за вас значи поезија. Јас тоа го напишав дека тоа е нешто што го творам, што е во мене, што сакам да го изразам со зборови и сето тоа, па излезе дека тоа мое мислење доби највише гласови да сето тоа. Копнежи за копнежите. Овдека ги имам песните за моите родители поединечно, песните за моето девојче. Безгранично пространство ми ја рецензираше Вјерка Тотнаумова. Добро. Така што нејзи се допадна начинот на кој што сето тоа се дава. Имаше тука можете да најдете љубовна поезија, рефлексивна поезија и родолюбива поезија. Исто признавам дека се борев. Кому признавате? На себе си. Првенствено на себе си. Да. А Премрежија... И Премрежија имате? Премрежија посакам да пишувам... Ајде за Премрежија малку за расказите и есеите. Да, со Премрежија, во контактите со моите колеги, поискусни да речам, по афирмирани во тој период кога почнав, имав доста разговори со Јагода Михајловска Георгиева. Така што она многу ме потикнуваше да пишувам раскази. И новинарка и писателка. Добра и во едното и во другото. И она ме потикнуваше да почнам да пишувам и проза, не само поезија, дури и ми напише еден текст за мене дека високо сум се исправала како некој гуру покрај тешкотиите за кои што ги пишувам и сето тоа. И тогаш ја напишав оваа книга. Тука направив една шема на повеќе раскази со различна тематика. Имав случај да видам како живеат деца во семејство без родители, дека живеат во дом, како го доживуваат животот таму, како го преживуваат, светлосни кули, 3 светлосни кули баш
ми ги рекоа. После тоа пишував и за мојата учителка, што големо влијание за нејзе исто пишував. Мојата учителка во 8 оделение, Лиљана Унковска, она е мајка на режисерот Слободан Унковски, да. Така што таа одигра големо влијание уште во самиот почеток за моето формирање и моето посакување да седнам и да пишувам. За нејзе напишав мојата учителка, напишав песна за нејзе, после ја ставив во книгата и така исто беше и кога не знам да ви кажам, секогаш трагав по тоа да пишувам, независно што завршив економски факултет. Се сеќавам дека во гимназија, кога зимаа матурска сите најразлични тешки теми, мојата тема беше ликот на интелектуалецот во делата на Иван Цанкар. И јас и седнав и тоа го обработив, го разработив, се сеќавам Јосип Видмар беше критичарот кој што тоа го правеше, барав и преводи од словенечки и татко ми беше многу изненаден. Шо тражеш за словенците да пишуваш? Па викам, тоа ми се допаѓа, овие две драми ми се допаѓаат и ми оставиле впечаток. И тоа. Одиме натаму. Се движиме полека кон вашите следни книги, како писател, како творец на повеќе литературни дела. Вие навлегувате и припаѓате на различни жанри во литературата и тоа го докажувате со објавувањето на вашите следни 3 книги, односно романите, Анет, објавена во 2021 година, Со баргала во срцето. Еве, мораш ти да биде со што друго ако не со баргала и со штип. И Чекори по Исарот. Повторно штип, повторно Исарот. Всушност, вие ако живеете и да работеле овде во Скопје, голем број од вашите книги се за вашиот роден Штип. Значи, вие сте роднокраен штипски автор, ама и скопски. Кажете ни нешто повеќе за овие 3 книги. Ќе ви кажам, иначе сите овие книги, тоа ме подсетивте, промоции на сите овие книги праве во Универзитетската библиотека Гоце Делчев во Штип. Така што имавме многу успешна соработка, многу добра организација на сето тоа и ми беше задоволство и сите штипјани ќе ми дојдеа, роднини едно друго. Тоа го зачинувавме со музика стара од Дончо Штипјанчето, времето, све зависи која беше темата и за која книга се правеше промоција. А овие трите, со баргала и овие исто, Анет не е промовирано, овие двете се промовирани, се едно. Анет ме подстригна книгата да ја напишам една пријателка која што има чудна животна историја. Родена од татко германец и мајка србинка. И таков еден бурен период од војните, каде што све преживеала, све видела, седна, ми зборуваше, јас ја снимав, така што и веродостојно ја ставив повеќе, размислував поголема да ја направам, меѓутоа она сакаше да остане ваква каква што е. Имињата се изменети, мислам, не се истите имиња, а ликовите, животот нивни е тука. И знаете што оваа книга ме подстрекна многу? Она била толку сведок на значајни историски збиднувања, што едноставно ми ги презентираше кога бил атентатот на Кенеди, смртта на Мерилин Монро, после тоа незината баба со рушење на Берлинскиот зид, како влегла во нивното семејство. И сето тоа она го обработуваше и од тие причини оваа книга, мислам, така ми остана како нешто многу драго. А Исарот, баргала, прво да кажам, за баргала. Баргала ја почнав да ја пишувам од причина што ми беше многу интересен тој археолошки локалитет. Го посетив, бев, видов и така натаму. Меѓутоа, некако документирана книга да ја пишувам, имав желба да ја склопам во некоја приказна, за да може да биде историјата и нешто секојдневно што е. И како што налага случајот, избрав лик на женска особа која што живее во Ново село, која што го зима Кираџија, археолог од Норвешка, кој што треба да ја истражува баргала, така ми дојдоа размислувањата. И благодарение на него и нивниот разговор, јас ја создадов приказната за баргала и крајот нивни. И да ви кажам дека за оваа книга беше многу интересно, затоа што имаше многу реакции од читателската публика, кога он си замине и она повторно остана со своето семејство и сите реагираа зошто насловот не сум го направила happy end, вака, онака. Меѓутоа, јас ова е чиста животна историја и сметав дека така треба да заврши, да си остане повторно во своето семејство, каде што и живеела. А Чекори по Исарот? Исарот го напишав затоа што има една многу убава легенда за 40,
денот на младенците и денот на љубовта, на заљубените и сето тоа. И ние често како девојчиња идевме на Исаро, се качувавме на 22 март, фрлавме 40 камчиња, 39 ќе фрлиш, па едното ќе го земеш по традицијата, па ноќеска ќе го ставиш под перница за младите девојки, за да си го сонуваат едното момче што ќе виде. И тоа ме потера да го вработам. Имаше толку многу камчиња горе кај Исерот или одевте во Отиња? Да собирате, имаше. Имаше и треба да се поздравиш и со 39 луѓе, мислам, сите тие работи. Така што така ја напишав, меѓутоа и не ја врзав со приказна на двајца млади, нивните студии, како заеднички ги изодуваат тие патишта од студентскиот живот и сето тоа. Сега сакам да кажам дека во поезијата вие сте лиричар, односно се одликувате со лириката и со лиричноста. Таа е најприсутна во вашите поетски книги, поетски збирки, но во другите книги, во романите, во расказите, аба и во поезијата, често ја ползувате историската тематика, трагајќи по научни факти и попишувана документација. Што значи дека се служите со архивската граѓа, со архивските материјали. И може би не случајно сте економист, бидејќи на еден одреден начин тоа го систематизирате, го истражувате, го проучувате и го правите тој спој меѓу науката, да речем, историјата и литературата. Инаку, што е битно, што е карактеристично за вас, денес сте мощне активни и присутни сте на голем број литературни манифестации, како кај нас, во нашава Република Македонија, но така и во соседните земји. Па кажете ни нешто повеќе за тоа, бидејќи овде има и една книга што е преведена на српски јазик, двојазична всушност, книга Копнеш во мугрите и Чежња у прасkozorju. Ајде нешто малку и за оваа книга да ни ја представите, да проговориме, бидејќи препевод на оваа книга од македонски на српски јазик го има направено Снежана Алексиć Станојловиќ. Тоа е една изморедна авторка и поетеса и преведувачка, која што е родена во Скопје, а денес живе и работи во Нови Сад, во Србија. Па кажете вие нешто за оваа книга. Кога почнав, кога ги напишав песните во оваа книга, Копнеш во мугрите, кога ги напишав, имав желба да ги препеам на српско-хрватски јазик, на српски јазик, едноставно да биде двојазична. Разговарав со Снежана Алексиć и она сакаше да биде рецензент на таа книга, препевот го направи и таа. За оваа книга многу зборувавме цели ноќи околу дискусиите, затоа што и беа тешки некои мои мисли, некои мои зборови, кованици, што би ги рекла она, што и беше тешко да ги преведе. Миговност, таговност, ранобудие, тој стил на зборчиња, тој тип на зборчиња, што она се трудеше на некој начин да ги преведе и се договараше со мене како тоа се да се срочи. Така излезе книгата и сега во план е во месец ноември, баш деновиве се чувме, во план е во месец ноември да направи промоција. Да биде промовирана. Да. И дојдовме полека до вашата најнова книга со наслов Сестри. Ајде да ја представиме и оваа ваша најтазе книга. Најтазе книга. Сестри. Знаете, во овој период сега, вака како што е, јас ја чувствувам онаа голема отуѓеност во семејствата. Неразбирање, депресија на младите луѓе, тешки животни услови, така натаму и така натаму. И оваа книга ме подстрекна да напишам психолошки, како психолошки роман можам да ја крстам, за животот на едно семејство кое што е богато, кое што живее во изобилство, меѓутоа различен е односот на мајката спрема двете сестри, спрема двете ќерки. И тука произлегуваат сите оние конфликти кои што ќе настанат, различни толкувања, различни размислувања и сето тоа, па така и излезе и оваа книга. Обично велиме дека мајките
повеќе се приклонуваат кон синовите, татковците кон ќерките, ама ова е интересно дека мајките имаат различен однос и кон во случајов ќерките, а може да биде и кон синовите. Добитник, повелете, ако сакате нешто да кажете, бидејќи она беше, знаете, она беше јас ја направив таква книгата, да е она повеќе поврзана со постарата ќерка, која што е многу бунтовна, агресивна и сето тоа, младата е многу тивка и повлечена особа, и кога починува постарата сестра во сообраќајка, и тоа го направив, го искреирав така, сега како малата ќерка ќе се склопи во тој систем на семејствени вредности, кога на мајката незината мезимица ја нема. Тоа беше темата. Так, да кажам на крајот од емисијата, бидејќи полека се приближуваме кон самиот крај, добитник сте на повеќе награди и литературни признанија, како што реков, живеете и создавате во Скопје. И, уште нешто да кажам, вие сте активни денес и со музиката, поточно со пеењето, пеете во хор, и ме замоливте дали, ми рековте буквално, дали ќе стигнам да кажам за музиката нешто. Да, ќе кажете, дали ќе стигнам на проба. Како се вели, на хорската проба. На хорската проба. Јас ви реков ќе стигнете, меѓутоа по емисијата. Сега кажете нешто за музиката. Вака да ви кажам, на 7 години јас свирев на виолина. Моите патишта беа музика и литература, испадна друго, еве како што зборувавме. Прекинав после тоа, како малечка беше тоа. Меѓутоа, цело време пеам во хор. Пеев во хорот Мирчацев, академскиот хор Мирчацев како студент. После тоа во хорот Вардарка и Драган Шуплевски. После пеев во руски хор. Имаше многу рускиот хор се вика Славјанка, постои денеска. Да, постои. Да, имавме голема турнеја во Јарослав, каде што јас и уште една во дует ја пеевме како што е таа чаша. За руската публика. Со вино. Да. Со црно вино. И сега сум уште во хор, актуелна и така. Да ве замолам, Зинка, на крајот од емисијата, да ни напишете во оваа книга една ваша мисла, една ваша порака. Изберете фломастер со сината боја, напишете ни нешто, тоа ќе им го прочитаме и на гледачите, и со тоа ќе завршиме оваа наша вечерашна средба, оваа наша емисија. А јас ќе се обидам да пишувате и да читам. Се разбира доколку можам. Патиштата непроодни ги одам. И можам ли да ги изодам? Не станува прашање. Навистина тешко, деликатно прашање што секој од нас секојдневно си го поставува. Да. И тука има еден прашалник, секогаш и еден голем извичник. Еве, да им го покажеме тоа и на гледачите, тоа што вие ни го напишавте вечерва. И сакам, еве и со рака, да ви честитам за се досега што имате постигнато. Верувам и се надевам и знам, сигурен сум дека ќе продолжите. Не знам дали ќе се вратите во Штип да живеете, ама знам сигурно дека ќе продолжите да пишувате и да објавувате нови книги. Благодарам многу. Ви благодарам за ова наша вечерашна емисија. Благодарам.